А зад нас е еден од најубавите настани во нашата држава, тоа е сајмот на книга. Сега откако заврши, откако се слегна, малку да видиме кои се импресиите од овој сајм и како тој помина. Затоа ќе разговараме со Светлана Стојанова од Сакам книги. Светле, добро утро. Добро утро и на вас, благодарам што ни поканивте. Па за ваква убаво нешто секогаш треба да се зборува. Светле, ајде прво да започнеме со она што беа најавите и очекувањата пред самиот сајм. Се очекуваше да се врати она посетеност што беше пред пандемијата, па дури и да се надмине. Да се надмине. Не дека е толку значи можеби во бројки да зборуваме, но еве дали се остварија тие очекувања? Па да, дури и повеќе, точно е, можеби не се надмина како што било на времето сајмот пред 10, пред 15 години, кога заедно со сајмот на книги се организира и за образование, за туризам и сето тоа, меѓутоа се врати, се врати. После ковидот, мислам, ние можеме да приметиме од нашата издавачка куќа. Сакам книги постои веќе 13 на години. Значи сме релативно нови на пазарот, да кажам, меѓутоа изобилуваме со одлични наслови кои што се белетристика и се покомерцијални и побарани, нели, што е нормално. Вие излегувате со 15 нови наслови на сега, овој обично сајм, на секој сајм излегуваме со 10 на 12, овој пат се надминавме, да кажам, 15 нови наслови, да, јас ќе ви ги кажам кои се. Гледаме сега во повеќе области да бидеме застапени, значи не само белетристика, да, меѓутоа трилери, романси, кои што ни се така да речеме поомилени. Тоа е вашата специфика, романсите, потоа може да се каже најпрепознатливи. Верувам дека најбарани наслови ни се романсите, драми, застапуваме одлични автори кои што се светски многу познати, чии што книги и дела се многу често екранизирани. Еве сега баш за ова завршува со нас, тоа е многу позната книга од Колин Хувер, ќе се снима филм или веќе почна да се снима филм. Сакам да кажам дека така доста познати автори застапуваме: Колин Хувер, Сара Джио, Кристер Хана. Од трилерите, значи нема некој што не слушнал за Себастијан Фицек, значи он е баш така од европските автори најпознат писател кој што пишува психотрилери, Крис Картер, кога го донесовме и така да. Тоа е посебен момент. Ајде прво, зашто имаше најмногу интерес конкретно на овој сајм? На овој сајм? Па вака, последните неколку години Сакам книги почна да вложува доста и во истакнување на македонски автори. Така да, од пред 4 години, како почнавме со нашата писателка, она е наша ексклузивец Наде Стојиковиќ, можам да кажам дека многу, и тоа млади автори се приклучија во нашиот тим, кои што пишуваат исто така, белетристика, дали од овдешни простори, нешто и романси, нешто се трилери, меѓутоа така сакаме да им дадеме шанса на млади автори на кои што мислиме дека треба и вистина. И публиката ги бара. Да, ги бара, затоа што еве сега имаме веќе пример автори кои што лани сме ги застапувале, а веќе имаат трета нова книга, нели и така да. Пример, Наде направи еден голем бум тогаш кога беше короната, знам дали народот и многу читаше, беше позатворен и сето тоа. Значи, она во рокот 2 недели распродаде тираж од 1200 на книгата Тајната на Алексови и ние бевме сите онака као фрапирани, веле што се деси, нели? Така да, сега веќе, значи, интересот е голем и на младата читателска публика, и на повозрасните за македонски автори, што нас посебно не радува. Затоа што белетристиката е специфична, нели? Они сега читаат и гледаат и по форуми, не знам, TikTok, Facebook, Instagram и сето тоа, и они пратат, ова е многу позната, ќе ја нарачаме, ќе си ја набавиме или ќе ја преведат најверојатно. И така да имаме ние и еден тим кој што се вика професионални читатели. Значи 15 на души од цела Македонија кои што имаат друга професија, меѓутоа им даваме книги, да речеме поголем избор, нели? И они ги оценуваат и ние одлучуваме која книга да се преведе. Да, значи која да ја застапуваме, што исто доста ни помага, затоа што горе-доле го опипуваме пулсот, нели, на публиката. Убава професија е тоа, мора да кажам. Да. Светле, лично ти по што ќе го паметиш овој сајм? Овој сајм прво ќе го памтам по тоа што беше многу посетен и мислам дека подобро организиран отколку претходните. А второ, по посета на еден автор кој што ние, кога го поканивме, дури
така бевме дури запрепастени што прифати, нели како доаѓа во Македонија. Зборуваме за Крис Картер, зборуваме за Крис Картер, да, сега сакав да го најавам. Значи, тој е многу интересен лик кој што е поминал многу работи во животот. Да, обично за некој ќе речеш кој му се делата, но тој е да, така приказнина во себе, што самиот негов лик е интересен. Меѓутоа е многу приземен како човек. Да, и ние првиот момент кога понудивме дека он доаѓа во Грција, сега е моментално мислам во Грција на сајм на книги и па зошто да не, ако е веќе во Грција, ајде да пробаме, да, и човекот веднаш прифати. Тој сам по себе од самото раѓање веќе има интересна приказна. Да, точно така, да. Значи има некој италијанско потекло, роден е во Бразил, живеел цело во Америка, значи се бавел и завршил многу млад, значи баш така кажа на тој настанот што беше во понеделникот после сајмот, кажа дека на 21 година дипломирал во Америка, што е сепак нели одлично. Криминална психологија, така го формулираат, криминалистичка, криминалистика е така, да. Се вработил во некоја во склоп на FBI, значи прва таква да кажам, прв оддел кој што се бави со анализа на места на злосторство in situ, значи во моментот кога ќе отиде, нели необработено. И серии ги гледаме од прилика што прават. Необработено и има видено се и се што. Точно така, има видено се и се што. Еден од моментот беше дека на втората негова посета таков случај имал на бебе во микробранова печка уклучено и така, вика буквално кажуваше човекот дека има све преживеано. И после 7-8 години од неговата дејност, не дека се откажал, меѓутоа едноставно сакал да смени, затоа што и музички надарен, свирел гитара од секогаш и едноставно така се насочил на музиката, кај што исто бил релативно успешен и добар, значи пратечи гитарист на, не знам, Шанаја Твейн, многу познати нивни да кажам музичари. Значи не дека само во гаража свирел. Да, не, значи вистина да, настапи. И за да пред 10 години се одлучи да сознание што имал од порано, што работел и сето тоа, да почне да пишува книги. Тоа неговата приказна беше дека он почнал да сонува приказна. Значи он ја изсонувал приказната, дури првата книга му е тоа, уствари Убиецот со распетието, он ја сонувал и на неговата партнерка кажал: ама јас така и она рекла: да, ба супер ти е приказната, ајде демек да ја напишеш. И така почнала работата, да. Да, тоа е еден серијал за Роберт Хантер, се вика главниот лик. Читателите наши сигурно, мислам, запознаени се со него и сето тоа. Многу интересен и ликот, претпоставувам дека авторот има доста елементи од него внесени во ликот и да речеме така, ете како што е на Агата Кристи пример Херкул Пуаро или не знам Шерлок Холмс, така, така, негов белег. Има негов помошник кој што исто така симпатичен еден лик. И едноставно делата му се така направени да многу брзо се чита, многу имаш чувства, ако се доста свирепи представени злосторствата, меѓутоа така те тера на размислување, леле кој е виновникот, што се деси и така, и едноставно најде на добар одзив овде во Македонија. И како реагираше публиката на него? Многу убаво. Да? Да, многу убаво, да. Ние имавме закажано два настана. Значи, прво беше посета на сајм. На сајмот беше закажано потпишување на книги од прилика околу 3 часа, со тоа што човекот Крис Картер остана повеќе, 5 часа, имаше музика, имаше, значи едноставно чека, јас бев запрепастена, значи мајки со мали бебиња, жена со кутрето си го ставила, значи буквално чека, да, трпеливо чекаат, затоа што он беше многу стрплив и кроток како човек, значи со сите се сликаше, со сите потпишуваше, дури ние горе-доле, пошто видовме дека многу голема гужва и не знаевме дали ќе се постигне нели времето за сите, за потпишување, не ограничивме, него условно кажавме, луѓето носеа 9 книги, 10, значи носеа, ние имаме и тврти и мек повес од неговите изданија, значи сите ги носеа, пошто има многу колекционери кои што ги купуваат и едните и другите. Англиските верзии, значи све буквално носеа за да им се потпише човекот, да, беше многу трпелив, беше диџеј Јанко, така, баш убава забава се направи всушност, многу поразлично отколку значи, до сега. Значи, и тој реагирал добро на нив, и колку што разбрав, тој самиот изјавил дека
Единствено во Минхен на сајмот потпишал повеќе книги од колку кај нас. Да, и тоа е многу голем сајм и подолго време трае и сето тоа и мислам сепак Германија е многу поголема и по број на жители и беше изненаден. Значи и ние бевме реално изненадени, зашто ние знаеме горе-доле, нели според тиражот колку читатели имаме ние, меѓутоа приметивме луѓе кои што не го читаат, меѓутоа беше најавено дека доаѓа познат писател нели од Америка кој што живее во Англија и така поавангарден лик. И луѓето едноставно не беа научени, мислам долго време претпоставувам дека немало дојдено така и многу беа мислам така. Океј. Светле многу ме радува тој момент писателите да станат звезди. Да, тој вистина е. Затоа што навистина го заслужуваат тоа. Ќе ги споменеме, рековме да ги кажеме сите 15 нови изданија, но мене ми е само страв да не ни остане време за гледачите бидејќи им ветив дека ќе подарите книги. Дали може бидејќи зборувавме за Крис Картер, претпоставувам една од значи едната книга што ја поклонуваме така што можеме линиите да ги отвориме. Да, Јавувачот од Крис Картер, а другата е од македонска авторка која што оди под псевдоним Саша Богдан, Излез, што е исто трилер и кој што е одличен и можеби малце поразличен од сите други до сега што биле македонски автори, затоа што тоа е настан кој што се случува во Америка. Значи буквално ако не знаеш дека е македонски писател, ќе мислиш дека е нели странец. Да, и така. Имаме веќе гледач или гледачка на линија. Добро утро, повелете? Добро утро. Добро ви утро. На телефон Јасмина, редовна гледачка. Мило ми е Јасмина. И мене. Знаете дека ќе се добиете книга од Сакам книги, така? Да. Дали случајно имавте можност да го посетите сајмот оваа година? Оваа година не. Оваа година искрено не. Меѓутоа други години да. Ќе ви пишеме мало минусче, до година ќе надокнадите, но еве сега преку оваа книга исто како да сте го посетиле, така ќе биде. Добро. Значи две книги кажа нашата гостинка дека ќе додели, за која од нив вие се одлучувате? Јас, пошто сум се исклучен со цело време вртам, не слушнав за каквите ми се зборува. Еве, уште еднаш ќе повтори Светле? Да, значи едната книга е од Крис Картер, од гостинот кој што беше кај нас на сајмот во Македонија, Јавувачот, а другата е од наша македонска авторка Саша Богдан, се вика Излез. Да, Излез од наша. Излез, готово. Од Саша. Благодарам многу, имајте убав ден и вие и целата екипа на Добро утро. Јасмина, само бидејќи рековте дека сте со исклучен тон, само да ви кажам дека книгата можете да се подигнете во Сакам книги во центар. Да, може така? книжарницата во центар. Ќе најдам каде, не знам точно каде, меѓутоа ќе најдам. Ќе ви објасни сега, вклучете го тонот, ќе објасни уште еднаш Светле. Ви благодарам Јасмина и за вас и за следната гледачка и за сите оние наредни емисии кога ќе ни гостува Светле, затоа што сигурно ќе се продолжиме со работката. Пред да ја вклучиме следната гледачка, значи убаво да објасниме. Сакам книги во центар во зградата стара на Тифани, што е вика, така. Така, за да објасним. Јас не сакам да спомнам да рекламирам никого. Но затоа ете Светле ви го објасни како и да може впрочем да се јават на било кој број од Сакам книги, ќе бидете информирани и уште денес ќе може да се ги подигнат. Следниот гледач или гледачка, добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Како сте? Добро сме и вие ќе бидете добро затоа што ќе сте добитник на најновата книга од Крис Картер. Фала ви многу за тоа и се јавив. Знаеме, ако убаво е тоа. Дали вие бевте... Сакам да кажам вака јавно, носок се случува непланирано, и да така, че имам некоја срека, колку да се случам на алфа телевизија и колку да ставам кај вас, секој пат по нешто добивам. Ете, шубаво. Баш ми е мило. Дали вие бевте на овој сајм на книги или не успеавте вие? Не успеав да се договорам и да одам на сајм. Добро. А баш имав желба. Ке имаат и други настани, а до година секако не ви бега. Ви благодарам многу на јавувањето и за вас важи истото. Книгата можете да се подигнете во Сакам книги во центар. Уште во текот на денешниот ден, зошто да не така. Имаме Светле, за жал уште 2 минутки. Сакам да ги поминеме 15 нови наслови. Да, значи бидејќи сега се насочивме и на наши автори и на белетристика странска, не само фикција, туку и нефикција, што е така доста ново на пазарот, да речеме кај нас.
И оваа година направивме еден одличен избор, значи ја имаме книгата Парите или животот. Тоа е за како да се пронедеш и да направиш една разлика до каде треба да одиш со заработката во животот со парите, а понатаму да го живееш животот. Значи еден баланс да се пронеде. Од доктор Кенеди одличен наслов Добри однатре, тоа го препорачувам топло за секој иден родител и родител воопшто, значи од мали нозе да ги научиме децата на чувство на емпатија, на соработка, на сакање, на дружба и сето тоа, значи буквално одвнатре да им воспитувањето е понатаму нели 5, 6, 8, 10 години образованието, меѓутоа самите деца уште како мали да се научат што значи да бидат сакани и да сакаат. Да. Од Крис Картер двете нови, нели Јавувачот и Јас сум смрт. Имаме убави романси. Како и секогаш. Да, Изопачена љубов од Ана Хуанг, тоа е нова авторка која што ја пробиваме овде на пазарот. Вајкилент ни е веќе пробиена со 7-8 наслова, од неа имаме две нови книги, Прекрасна грешка и Играчот. Од македонските автори ќе ги истакнам, значи Излез, кажав Саша Богдан, тоа е трета нејзина книга која што излегува сега со од издание на Сакам книги, Траги од минатото од Далибор Трајков. Јас ја мразам мајка ми од Верица Митева, исто трета книга, значи од авторката, што значи дека се веќе нели добро пробиени на пазарот. Најслаткиот Филџан кафе од Олја Петрушевска Томева и уште 2-3 добри трилери. Совршениот син од Фрида Макфеден, Камен лист ножички од Алиса Фини и Погрешно место, погрешно време. Светле, многу благодарам за ова гостување. Ви посакувам да продолжите со вашата како и досега успешна работа. Поздрав до целиот тим, а ние ветуваме дека ќе продолжиме да ги читаме вашите и јас исто. Пак уште еднаш ќе се заблагодарам за вашата покана, значи колку што може повеќе ја се радувам што читателите во Македонија, значи граѓаните на Македонија уствари почнаа да читаат. Да.